Исто место, иста фреквенција и секако време за најновата наша сцена. Добро ни дојдовте. Накратко, она што ќе го гледате во оваа наша сцена се групата Респекти, Гоце Петревски Бананата, Джесика Палашовска и Експлозив бенд. Причина повеќе за да останете со нас. Како што кажавме во кратката најава, во оваа наша сцена ќе ги погледнеме младите момчиња од групата Респекти, кои што постојано работат, творат. По минатогодишната нивната најнова песна "Пуста да е печалба", за која што изработија и видеозапис во сработка со импродукција. Изминатиот период тие беа повторно работни. Снимија неколку кавар песни, верзии на македонски препеани песни. Станува збор за добро познати народни хитовски рефрени и секако добро познати македонски забавни песни. А исто така снимија и кавер верзија на дел од српски песни. Во продолжение разговорот со менаџерот на група Респекти Даниел Сидовски. Почитувани гледачи, импродукција на лице место од она што најново го подготвуваат момците од групата Респекти, а за тоа што конкретно станува збор, тука заедно со нас е Даниел од група Респекти. Даниел, па добро ве најдовме на ваш терен, сме веќе. Добар ден, Весна. Поздрав до вас, поздрав до сите гледачи на ИНТВ Австралија, ИНТВ нели од Охрид. Добра соработка имаме со вас, не можеме ништо се пожалиме, затоа и денеска сме овде заедно. Морам да се пофалам дека заедно со тимот на група Респекти и со вас спремаме нови кавери. Значи во живо снимки што имаме одсвирено, сега да ги преработиме, да ги направиме, да можат и сите видео. Така, на некој начин да ги имате овековечени преку видео снимка заедно со нас. Кажавме, значи станува збор за еден нов проект, одредени песни, зошто токму тие песни влегува во тој потесен избор и од каде идејата? Така, моментално ги направиме овие, посебно значење нема. Има некои песнички интересни навистина, гледаме публиката она што го сака и повозрастните да ги офатиме и младите. Да не ги кажам сега, ќе ги видат нели преку видео, можат на YouTube ќе ги отворат, така да кидат и на ИНТВ. Пак ќе кажам, нема некој посебно значење, но ајде да ги офатиме малце така некои народни, некои позабавни песни, имаме македонски, имаме и сплетови, значи неколку, имаме и нешто од српската естрада, сепак не можеме да ги одбегнеме, се слушаат во денешница и они. Тие се дел од нашето секојдневие, на секоја свирка. Балканот е Балкан. Така, а каде точно се наоѓаме и на колку локации ќе се снимаат сите тие видеозаписи? Овие видеозаписи, значи, пред се тука сме на прво место да го фатиме ово убаво време. Значи, денеска би им честител и на сите, нека е среќен велики четврток, како викаме ние, Великден ни следува, тежок празник, многу убав, сите сме заедно. Денеска сме тука во наше место, ресторан Наше место, поздрав до нив. Они ни искочува и прошлиот пат за нашиот спот за "Пуста да е печалба", така да и за овие кавери се пронаоѓаме тука, прекрасно е местото, нека повелат сите. Ќе се снима на неколку локации. Во Стаклара, значи Скопска Стаклара е прекрасно место за да доловиме еден друг тип така помладалачки малце за другите песни. Каде идејата за тие локации? Малце се поинакви, специфични да кажеме. Па сакаме секогаш да бидеме по-специфични од останатите, така и пласираме и ја викам музика као музика, нели сите ја пласираме, некои слични се со стиловите, ние гледаме да бидеме различни, така и публиката и не знае и затоа стигаме на ова ниво. Должиме навистина извинување на сите дека немаме на YouTube многу видеозаписи, тоа е затоа што ние сме со обврски буквално секој ден, поготово и јас ке речам како дел од менаџерскиот тим на Респекти што си ги обавува тие задачи, буквално сум 24/7 и достапен сум нормално да одговорам на сите по телефон, на Facebook, порталите, на сите сајтови што ги имаме, така да тоа е тоа моментално. Максимален работен ангажман. Така е нормално. Па и 365 дена работиме. Дури еве лани не можам ни да си земам ни одмор, ако верувате, значи тоа беше баш буквално 2-3 дена да отидам баш до вашиот прекрасен Охрид. Вие сте домакини таму, јас сум домакин овде во Скопје, заедно сме сите, поздрав до цела екипа на ИНТВ. Така да 365 дена се работи турбо.
Кажавме ти си менаџер на група Респекти, што со останатите членови, дали ти имаат покрај музиката и други пропратни обврски работни? Добро, нормално сите сме фамилиарни, скоро. Поздрав ќе поздравам Денис, да му упатам дека треба веќе редно и кај него веќе време му новост да направи. Да ги поздравам моите момци од група Респекти, вака и би ги представил, бидејќи до сега ги немам представено. Да. Значи Александар Мишевски е на бас клавиатура. Воедно и тој ја створи музиката за Пуста да е печалба. Поздрав до него, значи преталентиран дечко. На соло клавиатура ми е Благојан Несторовски. Поздрав и за Баже, нашиот Баже. Денис ми е на бумњеви, значи тапани бумњеви, ударни инструменти. Игор Димковски ми е на зурла со саксофон. И јас, Даниел Сидовски, сум како вокал и фронтмен на група Респект. Колку сте задоволни од Пуста да е печалба? Ете некако таа е печалбарска, наменска, со посебна тематика песна, дали публиката веќе ја прифати, ја бара? Пуста да е печалба, за сега, одлично иде. Да се пофалам, значи, вложиме многу труд во неа. Кога ќе вложиш труд, нормално е да се врати, нели? Така да ја прифатија сите, буквално. Поздрав и за нашинците од Австралија, Канада, Америка, Швајцарија, Италија, Германија, не знам да не ги набројам сите држави, навистина само добивам позитивни критики. Они ја пеат веќе, ми праќаат дури видеа од некои настапи таму, нели, кај што имаат и нашите музичари кои одат таму. Исто така и во преговори сме и ние да отидеме, нели, и нас ни е желба, што е нормално, башка и трудот наш, да, треба да се исплати, иако нашава, ќе речам, бранша е малку помалку платена од останатите земји, но задоволни сме бидејќи какви стандарди си имаме, така и ќе си троши. Како вика ту странство печали, дома троши. Исто да, Пуста да е печалба, значи одлично котира, доста има гледаност, задоволни сме, спремаме нешто ново, ајде и тоа да откриеме, бидејќи Пуста да е печалба, печалбарска песна, нешто од минатото што сите, небитно дали македонци, балканци, кој да е, секој што отишел во печалба може да се пронајде, нели, да ја опфати убаво како текст и тешко да му дојде дури на душата дека е навистина таква каква што е песната. Спремаме нешто ново, значи младалачко малце во друг стил. Ние опаќаме повеќе стилови, пак ќе се повторам. За брзо, за кратко ќе биде и таа песна. Нема да откривам ни наслов, ни каков ритам, ни што како, но ќе биде за кратко. За сега овие ги имаме нови кавери, лайв снимки. За брзо, само што ќе најдеме прв момент да најдеме некој слободен термин, веднаш влагаме во студио и пак ќе снимаме. Значи ли тоа нов летен хит? Да, нов летен хит, дефинитивно. И мислам дека тоа ќе биде правиот полн погодок исто од група Респекти, бидејќи ние свириме дискотеки, ќе си ја пласираме и на нашите журки. Пуста да е печалба кај што и е место, другиот хит. И нема да биде, мислам дека до крај на годината само еден хит, мислам дека и повеќе, бидејќи така им најавивме и на останатите дека спремаме албум. Ќе се трудиме да го завршиме до крај на 2018 година. Со великденските празници веќе започнуваат максималните ваши работни ангажмани. Предпоставувам сте барани на секаде, каде конкретно еве во нашата земја? Значи со свадби сме веќе скоро да речам фул, да, полна агенда со свадби фул. Имаме бајги и останати прослави, крштевки, родендени, ние свириме све, па дури и торбешки свадби одиме веќе. Дискотеки, да речам, ние се договараме недела, две до месец однапред. Такви агенди прават и самите менаџери. Поздрав до сите менаџери што се работуваме, значи низ цела Македонија сме во, ајде да речам, 50% од дискотеките. 100% не можеме уште да ги опатиме. Сепак сме не цели 5 години на естрадава, некои не немаат запознаено, ке не запознаат, но се слуша, преговараме што е најдобро и секој си ќе си најде термин за нас. Битно е да бидете константно гледани од публиката за да ве запознаат пошироката јавност. Што со турнеите надвор од нашата земја, еве кажавте на некој начин можам да оквалификувам дека Пуста да е печалба ви представува отскочна даска за да отидете надвор. Така е, буквално е така. Значи ние направиме со намера таа песна да можат малце да
слушно тие останатите нели надвор што се од Македонија, за да можеме ние да отидеме таму да пласираме и нашата македонска музика. Уствари ние за тоа и сме тука. Сакаме што повеќе да ја пласираме македонската музика, но колку ни дозволува самата популарност и самата популација, бидејќи они милуваат и све. Буквално све од балканската музика. Ние стварно не свириме само македонска, свириме и забавно, ексио, значи буквално све. Сето она што е барано од страна на публиката. Турнеја надвор од нашата земја, можеби после летниот период? Дај Боже, сме во преговори. Ќе речам поздрав до менаџерите од нели од странство, оние што се задолжени за да ги однесат музичките групи. Вистински погодок се група Респекти. Можеби до сега ајде чекале, сепак имаат предност некои момци, некои повозрасни, поискусни од нас, иако ние веќе достигаме некоја добра популарност. Се надеваме дека до крајот на 2018 ќе има нешто. Не откриваме со кого што како, бидејќи тука малку има некои ситуации кои мора да се зацкријат. Така да, голема е конкуренцијата, ќе речеме, сепак секој се бориме за своето парче леп, иако сме колегијални. Поздрав и за сите музичари, јас добро стојам со сите, нека не ми замеруваат за било што, сепак, нели, секој си има своја мана и такви работи, мислам дека немам некои мани, али нека и не ми замерат за било што. Сепак пазарот си е пазар музички, како и останатите пазари, така и вашиот. Даниел, во следна прилика очекуваме да ги најавите вашиот нов летен хит и вашите новитети. Така, секојаш тука сте со нас, навистина поздрав до ИНТВ, поздрав за цела ваша екипа. Прекрасни сте, морам да го поздравам Ване, јавно да го поздравам, сакам него и останатата екипа. И би ги поздравил моите, значи дома моите, исто и на моите колеги, знаеме колку они ни се голема подршка. И би го поздравил син ми Доријан. Чао, Доријан. Убаво кажано, благодарам уште еднаш и многу успеси понатака на целата група. Благодарам Весна, поздрав на сите, пријатен ден и среќен велик ден на сите уште еднаш. Благодарам. Луда ноќу јефтином хотелу, црна мрља у твом досиеу, што и другима и теби бичу ја. Se vidimo, a već sam ti u krvi. Ne misli se nismo mi jednom drugom prvi. Prvi put se vidimo, a sa mnom nema kiksa. Budi spremna, počinje tvoja apokalipsa. Битолчанката Джесика Палашовска, која што изминатиот период малку паузираше од македонската музичка сцена и како што кажува беше посветена на своите студии, се враќа на музичката сцена. Овој пат таа најавува нова песна и нов видеозапис. Во меѓувреме, Джесика се пофали за соработка со шведска спортска компанија. Повеќе од разговорот со Джесика. Почитувани гледачи, со особена чест и задоволство ми е да представам мојата следна гостинка тука во инпродукција, битолчанката Джесика Палашовска. Джесика, добро дојде. Добре ве најдов. Ти благодарам за убавата најава. Така, исто и мене, задоволството ми е обострано што си тука денеска наша гостинка. Па ајде да ги запознаеме гледачите што е она што е ново кај тебе. Некако поодамна се немаме видено. Точно така. Ме немаше одреден период, се посветив малку на студиите, малку одморив. Мислам дека имав еден доста бурен период, 2 турнеи и ми требаше време некое за да се вратам, што би рекле, во форма. Па и не сакам да излегувам кога немам што да кажам. Мислам дека не треба да се троши времето на оние кои што имаат што да кажат. Најново е работам на нова песна, па се надеваме дека и времето ќе не послужи за да снимиме добар спот и се разбира да имаме промоција на тоа. Така, одлично. Секогаш си во топ форма, морам да приметам и да те пофалам. Ти благодарам. Така, со кој други соработуваш? Пред малку сега во еден неврзан разговор кажа соработка.
Ми се случи една интересна соработка со шведската компанија Stronger, компанија која што тоа е уствари бренд кој има спортска облека и еве веќе втор пат како соработуваме и веќе сме и во подготовки за уште една соработка. Па така да сум како некој нивен представник во Македонија кој што го промовира нивниот бренд. Веќе имав една фотосесија со нивните производи. Што туку дојдов пред малку, знаете, од уште една фотосесија и се надевам дека, мислам, ќе имаме и трета. Ајде да кажеме збор два, за каква соработка те кажа спортски производи, што конкретно, тренерки, значи? Моментално, да, се работи за хеланки и за топ. Женски облека. Да, женска облека. Да, конкретно за женска облека. Да. Наистина, нашле соодветна личност каде што може. Благодарам, се трудам, значи веќе имам напоменато дека имам проблем со тежината, се надевам дека ќе ги представам како што треба. Да, не се сомневаме во сето тоа. Некако последно она што го сработи заедно со нас, со импродукција беше една е Македонија, видеозаписот кој што навистина остави длабок печат во македонската музичка сцена. Колку си задоволна од тој реализиран видеозапис? Еве, можеби една година ќе прави видеозаписот од како се реализираше. Да. Колку си задоволна од сето тоа? Па една е Македонија, мисламе дека песна која што ме одбележива не само мене, мојата кариера, мислам дека ја одбележи. Многу сум задоволна не само од видеоспотот и од прифатеноста на публиката, значи на веќе ја пеам и на моите настапи. Ми ја бара, така да сум задоволна од тоа како е прифатена од публиката. Така. Дали и нашинците надвор од диаспората ја бараат таа песна? Предпоставуваме Па да, токму од нив го имам тој впечаток, бидејќи често пати знаат да ми се јават и да ми кажат еј песната ти ја слушаме, шуба или такви некои работи и ми ја барат како што напоменав на настапите. Така, што е она што тука еве ќе го снимиме, ќе го промовираме, да кажам заедно во сработка со импродукција пред нашите гледачи? Тоа е една моја особено драга песна, се вика Дојде денот, во која што мислам дека ќе се пронајдат многу млади девојки, особено оние кои што се спремни за венчавки, веритби и така натаму. Така, одлично, предлагам да чуеме таа песна.
еден повторно назад во студиото на Импродукција после оваа прекрасна музичка numera од нашата драга Джесика Палашовска, нешто што е навистина во пресред сега она што сите на некој начин ги очекуваат, великденските празници, веднаш после нив свадбарските свечености и сите други пропратни елементи со нив. Каде Джесика за Великден? Кога веќе ги спомнавме великденските празници, би сакала воедно да ги честитам на нашите гледачи, на вашите гледачи. Сакам да ви посакам, драги гледачи, сегни великденски празници, многу здравие, многу љубов, многу среќа и многу берекет и се разбира, бидете секогаш расположени и полни со љубов. Оваа година великденските празници ќе ги дочекам заедно со многу мои колеги во едно село, мислам дека се вика Обршани, таму ќе бидеме, така да мислам дека ќе има доста луѓе прилика да ме видат и да не слушнат. Така. Кога сме веќе кај великденските обичаи и јадити, ајде да кажеме збор два, која традиција ја негуваше за Великден, дали она стандард, вапцување на јајца во четврток, на Велики четврток и реден ги работи? Па мислам дека пред секако традиција ние ќе го споменам великденскиот пост. Тоа е една традиција што ја практикувам, долга традиција, ми се разбира христијанска. Меѓутоа јас веќе неколку години ја практикувам и така да ми е некако како нешто што ми ја одбележува, како што ми го одбележува овој празник. Така да тоа е нешто што го практикувам, исто така и вапцувањето на јајцата, меѓутоа јас до сега немам. Такво, мислам, немам вапцано јајца, мајка ми се уште вапцува, така да не уште. Значи, запазувате на некој начин традиција? Да, точно. Така, што после тие великденски, обврски кои што ги имаш, каде се настапи, ќе се бележат ова лето, ова сезона, да кажеме? Кога сме веќе, кај летниот период, веќе, значи, како што поминува великденските празници, веќе доаѓаат, како што кажавме, свадбите, настапите. Па имам доста настапи широм Македонија, како и селенички забави, свадби и мислам дека кратка турнеја треба да имам, меѓутоа да не наговествувам пред време. Така да летниот период ќе биде доста зафатен како и секогаш. И тоа е тоа. Така. Пред малку ми кажа, пред да започнеме со разговорот, дека веќе си во преговори, иако е можне рано за новогодишните ангажмани, но сепак веќе Джесика е во преговори. За какви преговори станува збор? Па најверојатно дека за новата година дека ќе бидам во Америка, долго време се преговара, се договара. Уште оваа година требаше да бидам таму, меѓутоа како што напоменав, поради обврски со училиштето не можев да отидам на турнеја, така да најверојатно оваа нова година ќе бидам во Америка. Така, одлично. Ти посакувам многу успех и секако за секој твој новитет ние сме тука за взаемна соработка. Ти благодарам, Весна. Се надевам дека што поскоро ќе имам нешто ново да ве израдувам и секако да се видиме. Така, токму ние сме тука да го промовираме сето тоа. Да. Благодарим уште еднаш. Фала ви. Гоце Петревски бананата изминативе неколку дена престојува во родната земја Македонија. Инаку тој 24 години живее и работи во далечната Австралија, но сепак не ја изоставува Македонија да дојде и да продуцира нова музика. Повеќе од разговорот со Гоце. Почитувани гледачи, тука денеска во Импродукција со особена чест и задоволство би го најавила нашиот денешен гостин, кој што ни допатува од далечната Австралија, каде што долго време живее и работи, добро познатиот Гоце Петревски бананата. Гоце, добро ни дојде. Добро ве најдов, поздрав до вас, поздрав до сите гледачи, тука во Македонија и исто така во Австралија. Така, сега си веќе на македонско тло, во родната земја, какво е чувството? Чувството е како дома, нема поубаво тука. Што вика, каменот се тежи на местото. Кога ќе си дојдеме тука, има нешто што не трга, што не влечи за родното место. На сите му кажувам, керка ми е таму родена, имам 4 керкички. Едната ми вика, тато, или кога си дојдеме дома, вика, нешто мириса на дома. И тоа нешто значи. Ете, имаме нешто тука што не трга и што не влечи. Често доаѓате тука? Пробувам да видам да доаѓам колку што можам почесто. Скоро секоја година по еднаш два пати си доаѓам во Македонија. Како е животот во Австралија? Колку време веќе си таму?
веќе таму си константен, да кажеме, живееш, работиш, постојано твориш нешто, но сепак за снимање доаѓаш ваму. Со снимањето снимам нешто тука, нешто и во Австралија, комбинирам со тоа. Таму сум веќе поголемиот дел од животот го поминав во Австралија. 24 години сум во Австралија. Снимам таму, фамилијата, круг на пријатели, роднини што се најдовме после некое време ама и тука сум присутен, како што реков, нешто ме влечи за тука, така да ако не можам да живеам, барем си идам за така да малку да ги наполнам батериите и да се вратам назад. Може би во пресред на големи празници, еве како што сега Велингден ни доаѓа. Да им го честитам на сите македонци големиот празник, тука и сите гледачи. Така, што е оно што е ново во кај тебе на музички план? Што сработи во изминатиот период? Го комплетирам албумот, имам веќе доволно песни, последната песна е снимена сега пред некое време и дојден сум тука да сето тоа да се направи во една целина, да се реализира, да се промовира колку што имаме време. Па се надевам сега дека ќе биде прифатено од гледачите, од тие што слушаат таква музика. Токму така, тоа е публиката да даде конечната оценка. По 90-тите години изфрли бројни хитови на површина, кои што веќе се познати кај постарата публика, а веќе помладата ги препејува на некој начин, создава нови аранжмани, со цел да ги зачува, сепак да останат тука во македонската музичка ризница. Колку сето тоа би било добро, еве вака од твоја страна, а колку би било лош препејувањето на, еве конкретно твоите песни? Па зависи на кој начин е тоа направено. Ако е направено, да речеме како некоја жива свирка или нешто, тоа не смета никако. Битно е некои песни да се задржат, мене ми причинува големо задоволство. Имав тука во неколку наврати прилика да испеам нешто во живо, тоа што сум направил порано и малку сум самиот така си ставам некојаш некои критики и сум скептичен, можеби овие песни се заборавени или можеби не ги сакат повеќе, се веќе стари песни или ово она, ама на некој начин пријатно бев изненаден што младиве пак ги негуваат тие песни. И ми е мило кога видам некој во живо ги свири или ги снимил во живо, тоа ми причинува задоволство да се задржи нештото. Ако вреди, ако не вреди, па онда знаете како тие по старите песни, затоа викаме старите песни се добри. Не се сите добри, него се добри затоа што се филтрирани. Убавите песни останале од тоа време и убаво тие да си се задржат, пошто имаме убави македонски песни и еве во овие времиња е битно да се задржи македонската песна. Така, колку овие песни, хитовски твои рефрени, се барани во Австралија? Колку те препознаваат по тие песни? Па ме знаат, да кажем со тие песни како 2 солзи, 3 кила банани, потоа и дојди надимак од бананата. Македонците во Австралија ме испочитувале и до ден денес во овие 24 години. Се уште да речем на некој начин сум им интересен со музиката, имам што да презентирам и ми покажале едно почитување како музичар, како човек што нешто работи во таа сфера. И ми помогна многу, значи тоа што кога дојдов таму ми беше една лична карта со тоа да се представам. И сум преблагодарен на така сета ситуација што ме наведе да бидам јас тој што ги испеал песниве и тоа да ми поможи во животот. Предлагам да се одмориме сега со една твоја музичка номера и да се враќаме на Долги се ноќите тешки, празно е се без тебе. Замина сама без поздрав, донесе ден од мене. Замина сама без поздрав, донесе ден од мене. А јас остана тебе да те чекам, да се надевам и за тебе страдам. Што ми остави љубовта наша, само слика и споменот што боли. А јас остана тебе да те чекам,
da se nadevam i za tebe stradam. Što mi ostavi ljubovka naša, samo slika i spomenu što boli. Kada si pa da te vidim, može bi Boga ke sopra, no toliko si daleko mila, daleko zada te dobra, no toliko si daleko mila, daleko zada te dobra. A ja sam stara tebe da te čekam, da se nadevam i za tebe stradam. Što mi ostavi ljubovka naša, samo slika i spomenu što boli. A ja sam stara tebe da te čekam, da se nadevam i za tebe stradam. Što mi ostavi ljubovka naša, samo slika i spomenu što boli. Na tebe da te čekam, da se nadevam i za tebe stradam. Što mi ostavi ljubovka naša, samo slika i spomenu što boli. A ja sam na tebe da te čekam, da se nadevam i za tebe stradam. Što mi ostavi ljubovka naša, samo slika i spomenu što boli. A ja sam na tebe da te čekam, da se nadevam i za tebe stradam. Što mi ostavi ljubovka naša, samo slika i... Повторно се враќаме назад во студиото после овие прекрасни звуци од Гоце Петревски и Бананата. Гоце, многу пати нашинците кои што гостувале тука во импродукција од далечната Австралија заклучуваат и утврдуваат дека македонската песна е многу повеќе барана и слушана таму во далечната Австралија отколку тука. Зошто е тоа така? Искрено да ви кажам, јас не можам баш толку да направам нека споредба, затоа што сум јас многу активен во Австралија, не толку активен тука. Така да мојата споредба нема да биде баш реална. Но навистина, за Австралија да, си ја сакаат македонската музика и еве за ова долго време што сум таму, се уште си се негува македонската песна, нешто поново, нешто постаро, од постарите песни, како што реков, тие филтрираните, што се убави песни. Луѓето сака да се развеселат со наша песна, да ги подсетиме малку на нивното минато, со некои песни така за туѓина, со нешто весело и така. Се негува таму. А за овдека не можам да ви кажам толку многу, затоа што немам премногу настапувано тука. Така. На кој начин се организирате таму вие како пејачи и ги соединувате македонците да бидат на едно место на тие заеднички прослави, веселби и настапи каде што вие често настапувате како музичари? Па организираме доста работи во Австралија, поголеми знаменитости, празници. Јас сум присутен доста на вака свадби, веселби, семејни веселби. Исто така хуманитарни некои работи што си ги организираме и народот и младежот, да се пофалам таму, што тоа ми дава голема волја за понатаму да работам во Австралија, што младите се доста заграјани за македонска музика. И тоа ни е еднината. Ние, да речеме, јас сум преку 40 години, значи сето останува на тие многу помладите од нас и ако тие немаат интерес, ќе се види некаде и така крајот на музиката. Ама во Австралија се уште младиве се заинтересирани и прашуваат и за инструменти, да научат музика, да слушаат, да свират македонски инструменти, така да убаво е тоа. Наистина, да, убаво и предност. Ако направиме една разлика, една паралела помеѓу твоите поранешни хитови од 90-тите, тука се Две солзи ми капна, Како да дојдам на свадбата твоја, значи и ред други хитови. И сега
веќе поновите, посовремени музички правци носат некои новитети во музиката. Се бара нешто посовремено, нешто помодерно. Да ви кажам искрено, нешто се бара, нешто се експериментира. Во новите работи што ги правиме, јас како музичар или еден од тие музички уметници што пробува нешто да направи, не сакам да му бидам на луѓето досаден со еден стил, само на тоа да се оди, него пробуваме некогаш нешто ново. И са тоа ново некогаш ќе успее, некогаш не. И са стално сме со надеж, ќе направиме нешто ново, нешто од тој стил како на тие на свадбата тоа што беа песните, но јас како човек не сакам стално на едно исто да се задржам. Сакам да пробам нешто ново. Сега некаде ќе успееме, некаде не. Тоа е тоа. Така. Некако овдека тука кај нас во нашата земја популарно е препеувањето на македонските песни. Колку вие како пеач од страна, од друга земја каде што долго работите и живеете, го одобрувате тоа гледано од страна? Не знам, секој си има право и си има причина за тоа што го прави. Јас лично осеќам недостаток на нови песни во македонската музика. И по мое, ако не креираме нешто ново, значи немаме некој прогрес, не одиме напред. Сето тоа е добро, да си се негува старата песна, ама јас не можам сега да останам на тоа две солзи ми капна и се да ја пеам таа сега со години. Значи мора луѓето да слушнат нешто ново, да не им се здосади, да не биде. Убаво е да се одржува тоа, но мојот татко стално велеше се што е претерано не чини. Така да ако се претера во тоа само да се снима такви песни, стагнираме како музичари, стагнира македонската музика. Луѓето си бараат нешто ново. И јас доста пати гледам во жива свирка кога свирам и млади вика дај ми нешто ново. Значи и да е песна што ја нема слушнато, само да е нешто ново. И нема ново ако веќе снимаме само стари песни. Убаво е тоа, само да не се претера. Така, предлагам да погледнеме уште една твоја песна.
музичка numera, повторно сме назад. Гоце, колку време ќе останеш тука во родната Македонија? Овој пат сум на кратко дојден, значи се околу 3,5 недели и така да не ми остане уште многу време во Македонија, но за кратко ќе си дојдам пак. Некаде летото планирам пак да си дојдам, па. Сигурно фамилиарно. Не, пак сам тогаш, па после тоа идење ќе биде фамилиарно. Организираме, работиме на тој случај. Кај мене дечињата ми се така поголемки и како што иди работа се е покомплицирано тоа идењето со школо, па на секој да му е погодено како што треба. Но со Господ напред ќе си дојдеме сите. Каже, имаш 4 керкички, која тргнува или ќе тргне по стапките на тато? Која повеќе ја влече музиката? Сите се музички надарени, за најмалечкото не знаеме уште пошто е многу малецка, таа ни е година и пол. Таа па многу се интересираате за кога свирам на синтесайзер, мора да е со мене да ми помага да чепка во инструментот. Ќе го украде занаетот, може. Изгледа. Другите се сите музички надарени, многу баво пеат, многу се срамат, а пак се многу добри за модерни танцови. Одат веќе од кога биле 2 години, одат на школа за модерни танцови и во тоа гледам дека имаат некоја иднина таму. Пак е нешто поврзано со музиката. Ја не знам многу да играм, ама пак е нешто со музика поврзано, па сум задоволен со тоа. Да. Значи, при твоето следно доаѓање да очекуваме и бројни новитети, нови песни од тебе? Да. Како најава да им дадеме на публиката? Да. На ова идење сега планирам овој албум да го промовирам и да го реализирам. На следното идење почнувам на нешто ново пак. Одлично. Ние останува да те пречекаме и следниот пат и да ги пренесеме сите твои новитети пред нашата публика. Благодарам и морам да ви се заблагодарам за сите овде што работите во оваа продукција, за поддршката што ни ја давате. Јас секогаш велам, вие не можете без нас, ама и ние не можеме без вас. Значи, нас ни треба медиум што ја негува нашава музика, што не поддржува и морам да се заблагодарам на сите што сте тука за време во што го посветувате со нас, не само со мене, него со сите колеги и имаме каде да го презентираме тоа што го работиме. Тоа е големо благодарам од мене. Соработката е обострана. Да. Така, благодарим уште еднаш за учеството и секој добро. Благодарам. Експлозив бендот ни доаѓаат од Битола. Тие изминативе неколку денови во соработка со им продукција снимија и нов видеозапис за нивната песна Джекпот. Повеќе од разговорот со еден од членовите на бендот. Почитувани гледачи, денеска тука во Импродукција имаме еден добар повод за гостување на нашите гости кои што ќе ви ги представиме, односно еден од членовите од Експлозив бенд. Себо, добро ни дојде. Добро ни дојдовте и целиот бенд. Така, ни доаѓате од Битола, ајде нешто повеќе да кажеме за бендот, колку време обстојува, колку се членови брои? Бендот обстојува едно 15 години. Така. Од тројца членови се состои. Па сега имаме овие 2 години нов член. Да ги кажеме, да ги именуваме членовите. Најдо Шекиров, иначе Капанар. Така. А другиот е, значи, подолг период, 15 на години со мене, Бени Мане. Така. Значи, тројца во групата постоиме 15 на години. Така. Значи, Само нов член имаме 2 години. И до сега е добро. Така. И новиот член се вклопи во групата. Се вклопи, така. Не му требаше многу затоа што има искуство многу. Така, тоа е добро. Доаѓате од Битола, каква музика пред се негувате, кои се вашите песни на вашиот репертуар? Негуваме од се по нешто. Така, она што е барано. Се што е барено во трен, што е тоа и негуваме. И постаро и помладо така. Така. Поводот за вашето денешно гостување тука во Импродукција е она што најново ќе го реализирате заедно со наша соработка. За која песна станува збор и ајде нешто повеќе да кажеме околу музиката. Доаѓањето овде на вистина има повод. Дојдовме се да настапиме со нова песна и мислам дека ќе биде нешто добро. Но сепак народот треба да покаже за тоа. Ќе промовираме со новата песна, ќе ја снимиме во овој момент и ќе
видиме резултатот како ќе биде. Така. Значи, како се вика песната и ајде малце дел да им откриеме на гледачите за како видеозапис станува. Ево, песната се вика Джекпот, насловот на песната е Джекпот. Па се работи, демек, да се усреќи нека девојка. Так. Во текстот така ја наведе нашиот текстописец Љупчо Василев. Така. Музика, аранжман? Музиката е наша, така да се заедно како да речам со помош на Љупчо, со помош наша и така дојде до еден израз вака музиката да биде. А иначе имаме и специјален гост во песната викната, значи маестро Джамбо свири на туга. Така, одлично. И мислиме дека треба да биде добро. Така. По наше, за народот ќе каже. Така. Спотот ќе се снима тука во овие простори, каде што моментално се наоѓаме, но малце реорганизирани, поместени да речеме. Во него ќе има и девојки од модно студио. Да, од Шанел модното студио. Така. Девојки, така да го направиме малку по-модерен. Така, па предлагам значи да го проследиме она што ќе биде снимено тука. Za ček potari si spremna
навистина интересна и брза песна, можам да кажам, која што би била најприфатлива во летниот период кој што не следува. Ќе биде доста слушана, верувам. Се надевам и јас. Така, кои се вашите очекувања од видеозаписот? Нашите очекувања, како и секој сака да види удар на песната, да биде припатена од народот, од нашите фанови, што не пратат. Така. До сега се движиме успешно. Така, по нагорна линија. Така, треба да се движите кон тој правец. Покрај битолскиот предел каде што настапувате, каде сте барани, каде ве бараат? Ние настапуваме сегде помалку низ цела Македонија. Значи немаме стално одредиште, али настапуваме се, моментално сме во Струмица. Така. Тамо настапуваме, па во Кичево, Битола и така. Така, значи буквално низ цела Македонија. Што со турнеите надвор од нашата земја? Па, побарање на нашите, луѓе што се надвор од нашата земја, настапуваме. Каде се сте оствариле настапи, еве, во догледно време, значи минатата година, преднија? Па, сме биле во Австралија, сме биле Германија. Како сте прифатени од тамошната публика? Добро, многу добро. Ги бараат вашите песни? Да. Предпоставувам свирите и други? Да, свириме, да. Така, сето она што е... Метнуваат и песни, нормално, наши колеги. Така. И тераме. Така, сето она што е барано од страна на публиката, вие го изликувате во пресите. Ние го пееме и од нашите колеги, тоа што е популарно. Така, одлично. Сосема за крај, значи, очекувањата ги кажавме, еве една порака до нашите гледачи да слушаат, да гледаат македонска музика. Нормално нека слушаат македонската музика, затоа што таа е единственото богатство. Токму така. Ви благодарам за вашето гостување тука во Импродукција и ви посакувам многу успехи понатака. Фала многу за добрите зборови. Благодариме. После сите овие музички информации кои што ги предочивме токму за вас во оваа наша сцена, ми преостанува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте. Благодарност и до бутиците Мис Сара од Струга кои што се погрижија за мојот денешен изглед. Благодарност и за вас, за вашето внимание. Довидување.